Почитувани, уште на почетокот на мојот мандат како градоначалник пред сите вам се обврзав дека ќе направиме нашата општина економски атрактивна, безбедна, урбанизирана, со развиена патна и комунална инфраструктура. Општина со квалитетни образовни, социјални и здравствени услуги. Општина партнер на локалниот бизнис и секако општина во служба на своите граѓани. Убеден сум дека во периодот што измина, успеавме да постигнеме голем дел од овие цели. Причината зашто го тврдам ова е реализацијата на нашите проекти и активности минатите 3 години, со која постигнавме нашата мисија, а таа е подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани. Посебно ме радува податокот дека голем дел од реализираните проекти беа предложени и спроведени во соработка токму со вас граѓаните. Како приоритети што за нас беше и обврска да ги реализираме во побрз срок, а се разбира во рамки на можностите. Со домаќинско работење и неселективен пристап кон сите граѓани и населени места. Успеавме да оствариме солидни резултати во локалниот економски развој, во патната, комуналната, енергетската инфраструктура, образованието, во детската заштита, урбанизмот, екологијата, културата, спортот и другите сфери на општественото живење. Особено ми е задоволство што нашето работење беше препознаено и сме една од најтранспарентните институции, чија активна транспарентност е на самиот врв во државата и сме општина со најголем раст во изминатите 3 години. Почитувани сограѓани, уште на самиот почеток на мандатот во еден инклузивен процес изготвивме стратешки план за развој на општина Илинден 2022-2026. Изминатиот период во подготовката и реализирањето на нашите годишни планови во најголем дел работиме и се водиме токму по овој стратешки документ кој ни беше патоказ изминатите 3 години, во кој изградивме, реконструиравме, саниравме и рехабилитиравме над 150 локални улици и патишта, пешачки патеки, тротоари во должина од над 44 километри. Изградивме канализациони системи во вкупна должина од над 32 километри. Нови водоводни линии во должина од над 5000 метри. Во рамки на проектот Светла општина Илинден поставени се нови линии на улично осветлување во должина од над 14 километри. Истовремено, во насока на зачувување на здравата и чиста животна средина, успеавме да изчистиме над 100 километри отворени одводни канали, како и да засадиме над 100.000 садници во рамки на акцијата Илинден зелена општина. Изчистени се при тој над 30 диви депонии. Како поважни проекти би ги издвоил изградбата на здравствениот дом Илинден, кој е во финална фаза. Изграден е кружен тек на влезот на општината, по кој општината станува веќе и препознатлива. Комплетно е реконструирана улица 532 во Марино, со должина од 1900 метри и изградена нова пешачка патека во должина од 1200 метри. Извршена е комплетна реконструкција на локален пат Миладиновци-Бујковци со должина од 1500 метри. Реконструиран е дел од патот Илинден хиподром во должина од над 700 метри. Реконструирана е една од главните улици во населеното место Бунарџик во должина од 650 метри. Целосна реконструкција и санација направени на раскрсницата помеѓу населените места Кадино, Марино, Бунарџик и Миладиновци, која е клучна во функционирањето на патниот сообраќај за тој дел од населението. Извршена е реконструкција на дел од улица 11 во Кадино и изградена е пешачка патека во должина од 300 метри. Во местноста Јака асфалтирана е главната улица со пешачка патека во должина од 350 метри, а дополнително во Јака изградена е улица 109 со пешачка патека во должина од 430 метри. На улица 2 реконструирана е пешачка патека во должина од 620 метри и изградена нова пешачка патека која поминува преку надвозникот во Илинден во должина од 650 метри. Реконструиран е коловозот на улица 9 и 532 во населба Илинден и Марино во должина од 815 метри заедно со пешачки патеки. Се започна со реконструкција на една од главните улици во Илинден, тоа е улицата 8, во должина од над 1100 метри заедно со изградба на целосна нова пешачка патека. Се реконструираше улица 36, која е главна сообраќајница за локалната економска зона Карагач, но и главна артерија која ги поврзува населените места Ајватовци,
Бунарџик, Бучинци, Бујковци и Мршевци, со населба Илинден, но дополнително и со излез на автопатот Скопје-Куманово во должина од околу 700 метри. Изградена е улица 11 во Стопанскиот комплекс Илинден во должина од околу 600 метри. Изградена е улица 6 во локалитетот Ограѓа во должина од 120 метри заедно со пешачка патека. Направени се и реконструкции на улиците 13, 24, 32 и 27 во Илинден со вкупна должина од над 2000 метри. Тековно се реконструираше во две фази локалниот пат Кадино-Мралино во должина од 1230 метри со изградба на нова пешачка патека по целата должина. Изградена е и трим патека со пропратна урбана опрема која се протега во ридскиот дел на општината од Еватовци до Бучинци во должина од 5 км и е одлично место за спорт и рекреација на сите жители. Со цел зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот, континуирано се работи на поставување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација. За поголема безбедност извршено е санирање на сите три железнички премини на територија на општина Илинден. Почитувани, во делот на фекалната канализација, изграден е колекторскиот систем Илинден-Марино во должина од над 5000 метри. Се гради капиталниот проект за фекална канализација во местноста Плац во Илинден, каде досега се изградени над 2700 метри линија. Изградена е фекална канализација во местноста викана Ограње, населба Илинден, во должина од 960 метри. Се започна со изградба на капиталниот проект за изградба на фекална канализација во Кадино, каде досега се изградени над 900 метри. Изградена и канализациона мрежа во местноста Јака во должина од над 6500 метри. Исто така, во изминатиот период пуштени се во употреба и две нови пречистителни станици, едната во Илинден, а другата во Кадино. Се работеше и на модернизирање и подобрување на водоводниот систем и мрежа низ целата територија на Илинден, па во таа насока отворивме нова лабораторија за испитување на квалитет и контрола на водата за потребите на ЈКП Водовод Илинден. Обновена е примарната водоводна линија на потегот Илинден-Марино во должина од над 600 метри. Целосно обновена примарната водоводна линија на потегот од Марино до Кадино со должина од над 650 метри. Започнато е со обнова на примарна водоводна линија во населено место Кадино, каде досега се заменети цевките во должина од над 500 метри. Набавена е специјална машина за одржување на канализациони системи во собственост на ЈКП Водовод Илинден. Набавена е нова автоцистерна за отпадни води за потребите на ЈКП Водовод, која деновиве ќе биде ставена и во функција. Во делот на управувањето со комуналниот отпад сериозно се вложуваше во модернизација на јавното предпријатие ЈКП Илинден. Па така, набавени се и две специјални возила за собирање на комунален отпад. Набавена е специјална машина, ровокопач. Набавена е машина мулчар. Набавен е камион за потребите на ЈКП Илинден. Континуирано се набавува нова опрема за ова комунално предпријатие која содржи разни контейнери, канти за отпадоци, професионална опрема за одржување на јавната чистота и така натаму. Изминатиот период особено се вложуваше во подобрување на спортската инфраструктура. За прв пат изградивме мултифункционален спортски терен со тартан подлога и трибина во Илинден. За прв пат изградивме атлетска патега со тартан подлога во Илинден. Започнавме со реконструкција на фудбалскиот стадион во Илинден. Го реконструиравме игралиштето за мал фудбал во Кадино со вештачка трева. Го реконструиравме игралиштето за баскет во Кадино. Реконструирани се и две фудбалски игралишта за мал фудбал во Миладиновци. Исто така ги реконструиравме игралиштата за мал фудбал и баскет во Бујковци, Ајватовци, Бунарџик и Текија. Изградивме ново игралиште за баскет во Бучинци, како и уште едно ново игралиште за баскет во Мршевци. За прв пат изградивме и фитнес зона, теретана на отворено, покрај пешачко-велосипедската патека во населено место Марино. Почитувани, бевме посветени во делот на урбаната опрема и детските забавни паркови. Па така, изградивме многу детски игралишта во населените места Илинден, Марино, Кадино, Ајватовци, Мршевци, Текија, Бучинци, Бујковци, Миладиновци, Делјадровци и местноста Јака. Дел од нив се инклузивни и наменети и за деца со попреченост, за што сум особено горд. Изградивме и видиковец за релаксација и рекреација на жителите во населено место Бунарџик. Реконструиравме и поставивме неколку автобуски постојки и останата урбана опрема. Изминативе 3 години заштитата и унапредувањето на животната средина беше наш приоритет. За таа цел засадивме над 100.000 садници на повеќе локации низ општината. Изградивме нов парк во Делјадровци, изградивме и нов парк во Јака. Хортикултурно ги уредивме сите училишни дворови
и дворови на градинки. Поставени се за прв пат сензори за мерење на квалитет на воздух на 5 клучни локации низ општината. Во насока на модернизирање и подобрување на условите за настава и едукација на учениците и наставниот кадар во основното и средното образование, како и детските градинки, имаме серија на проекти и активности. Изградено и пуштено во употреба е ново подрачно основно училиште на Гоце Делчев со површина од 2400 метри квадратни во Илинден, изградено според највисоки стандарди, која располага со 14 училни, наставничка канцеларија, конференциска сала, како и 3 простори за кујна со трапезарија. За подобро функционирање на училиштата набавени се и смарт табли, компјутери, таблети, принтери, телевизори, ученички клупи, столчиња, опремени кабинети по хемија, биологија и други науки. Поставени се и фотоволтаични панели на крововите на средното училиште во Илинден, основното училиште Гоце Делчев во Илинден и детската градинка Гоце Делчев во Марино. За прв пат е воведен целодневен престој за ученици од прво до трето оделение во основното училиште Гоце Делчев. За прв пат отворена е сензорна соба за поголема инклузија на деца со попреченост. Целосно го реконструиравме азбестниот кров во Ристо Крлево Кадино. Изградивме нова зграда, доградба во склоп на детската градинка Гоце Делчев во Марино во површина од 300 метри квадратни. Извршена е промена на кровот на детската градинка Гоце Делчев во Марино. Изработивме целосно нов проект за доградба на стариот објект на основното училиште Гоце Делчев. Набавивме и патничко возило комбе за потребите на образовниот процес. Изграден е и паркинг простор од 600 метри квадратни за потребите на основното училиште Гоце Делчев. Поделени се над 100 смарт таблети за ученици од социјално ранливи семејства. За најуспешните 50 на ученици од општинските основни училишта, за прв пат изминативе 3 години организираме училиштен летен камп во македонските туристички центри. За прв пат воведовме и повеќе директни субвенции кон граѓаните во разни области. Така доделуваме еднократна парична помош за новороденче во износ од 5000 денари. Со цел да се стимулираат граѓаните почесто да ги користат велосипедите, за прв пат доделивме субвенции за купување на велосипеди во износ од 4000 денари. Воведовме субвенции за купување на инвертер клими и соларни панели во износ од 10.000 денари. Исто така доделивме еднократна финансиска парична помош за поддршка на младите предприемачи во износ од 6.000 денари. Со цел да се поддржат и наградат спортистите кои оствариле големи успеси во делот на спортот, како и да се стимулираат останатите за постигнување големи победи на спортските надпревари, доделивме еднократни финансиски поддршки за спортисти во неколку категории кои се жители на општината. Континуирано ги поддржуваме спортските клубови, како и спортските и културните манифестации, каде се јавуваме како организатори или пак како покровители. Во делот на културните манифестации, со големо задоволство ја организираме реномираната манифестација Денови на култура во општина Илинден. Организираме и многу ликовни изложби, фолклорни фестивали, како и сме покровители на многу верски празници. Традиционално со музички настан го одбележуваме и денот на нашата општина Илинден 2 август. Во насока на унапредување на положбата на младите, развој на младинскиот сектор, нивното учество во креирање на соодветните политики, конституиран е локален младински совет, како и отворена младинска канцеларија. По повод големиот христијански празник Великден, организираме голема хуманитарна акција која е насловена "Подај рака, хумана општина Илинден", наменета за социјално загрозена категорија на граѓани. На повеќе локации обезбедивме и бесплатен интернет пристап по целата должина на пешачката и велосипедската патека Марино Кадино, културните домови, како и на фудбалските терени во Кадино. За прв пат почнавме да спроведуваме бесплатни агрохемиски анализи на квалитетот на обработливата почва на локации во сите населени места во општината за поддршка на земјоделците. Почитувани граѓани, ова е само дел од спроведените проекти во изминатиот 3-годишен период, зашто е вложен сериозен ангажман од мене и од мојот тим. Но верувајте, ова ни оддалеку не значи дека тука ќе застанеме. Напротив, ова не мотивира и ни дава потик да продолжиме по истиот пат, особено во наредната 4-та година од мандатот, а тоа го заслужувате вие, граѓаните, го заслужуваат нашите деца и идните генерации, на кои треба да им оставиме што е можно повеќе, да им создадеме што е можно подобри услови за живот. На крајот, сакам да ви се заблагодарам
за досегашната доверба и поддршка што ми ја давате во моментите кога е најпотребно. Продолжуваме заедно за подобра општина Илинден. Ви благодарам.